Пластичарска 2024. Веќе година и половина известуваме за 2 дивоградби на оваа улица, а работите се движат во насока спротивна од законот. Ова е првиот дивоизграден објект на државна земја. И тука некој почнал да складира роба. Неколку метри подолу е втората нелегална градба. И таа е на државно земјиште. Кога последен пат снимавме тука, во тек беа подготовки за отворање на продавница со лого Муслим Шоп. Од Муслим Шоп во септември кажаа дека не се сопственици на овој објект. Образложија дека се откажале од првичниот план за вселување, оти градбата не е легализирана, па не можеле да склучат договор за закуп. Но фирмата се чини нема намера да го напушти објектот. Па ги прашавме, што ги премисли и дали во меѓувреме склучиле договор со некого за изнајмување на просторот. Одговор не добивме. 6 месеци подоцна, Муслим Шоп ги отвори вратите за продажба. Имаат и струја, па бизнисот може да врви без пречка. Член на нашата редакција влезе внатре како муштерија. Браво. Мара ми некој. Така кошамбето за поклон. А што може за женско поклон нешто? А овие што се овие? Кремиве? За коса. Не знам јас, за коса. Колку е тоа? 300 мислам, 300 да. Па дај едно такво ќе знаеш. Повеле. Па да. Фискално имате ли тие ги скенирам? Не, нема. Не? Добро. Океј. Фала многу. Чао. Што се случи? Па, прилично грандиозно внатре, а и малце празно, нема многу работи. Ама јас земав крема за коса. Крема за коса и нормално побара фискална сметка, употребив трик дека ги скенирам, всушност пошто не ми дадоа. Ама нема. Ти даде фискално? Не, Што ти кажа? дека нема фискална. Тоа. Општина Центар 2 пати се обиде да ги урива двете дивоградби, но акциите пропаја. Првиот пат немаше слободни полицајци да асистираат. Вториот пат, во очи на акција за уривање, Градежниот инспекторат ја одзема документацијата од Центар по наводна анонимна представка на граѓани и со записник ја задолжи општината да ја повтори целата постапка. И тргна институционалните сплетки. Центар на управен суд го тужеше Државниот градежен инспекторат, но тужбата пропадна со образложение дека записник не е управен акт. Од инспекторатот пак тврдеа дека општината сама се заплеткала. Наместо тужба требало да поднесе приговор против записникот. Така, кажаа тогаш од Државниот инспекторат, би биле должни да се произнесат. Од општината го сторија и тоа. И сега велат чекаат одговор. Со оглед дека Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам не одговори на приговорите, а завршен е судскиот предмет пред управен суд, Општина Центар достави барање ургенција во февруари оваа година со кое побара произнесување од нивна страна од причина што е одминат подолг временски период од оставување на приговорите. Токму поради наведеното, администрацијата на општината презема соодветни правни действија и изготвува правни лекови со цел надлежните институции да ги донесат соодветните правни акти, кои се неопходни со цел овозможување на општина Центар да продолжи со постапување по конкретните дивоградби. Градоначалникот на општина Центар, Горан Герасимовски, за прв пат одби да даде изјава во камера за оваа тема. Образложението од неговата прес-служба беше дека бил презафатен со работа. Па така, остана нејасно какви правни лекови презема општината и какво ќе биде нивното понатамошно постапување со конкретните дивоградби. Герасимовски има мандат уште година и половина. Нема одговор ниту од Државниот инспекторат за градежништво за тоа дали и кога планираат да се произнесат по приговорите на општина Центар, што е неопходно за локалната власт да може да постапува. А нема промена ниту во катастарот. Постарата дивоградба со зелена фасада е на државно земјиште и објектот никаде не фигурира. И втората дивоградба, каде се всели Муслим Шоп, е на државно тло, а како собственик на објект од околу 120 квадрати се води Ахмет Динарица. Известниот Динарица тука легализирал многу помал објект, но на местото нелегално никна ова многу поголемо здание. Случајот своевремено стигна и до тогашниот премиер. Другите институции кои што треба да го санкционираат исто така треба да бидат на ниво на задачата.
Затоа што доста беа попусти 30 години во оваа држава, некој да се чувствува државата да му е мајка, а на некого да му е маќеа. Меѓу другите институции за кои зборуваше Ковачевски е Скопското обвинителство, кое одамна го утврди кривичното дело бесправно градење и кажа дека има потенцијални осомничени. Сега, оттаму велат дека проверките се уште се во тек. И додека се проверува, бизнисот си врви, според народната дека државата за некого е мајка, а на некого маќеа.